Нова методологија за пресметка и креирање на буџетот на Министерството за здравство, платформа поддржана од вештачка интелигенција, достапна за граѓаните и нивните прашања, паркинг за вработените, информативни табли за пациентите. Ова се дел од проектите кои новиот министер за здравство Азир Алиу соопшти дека ги почнал откако стапи на функцијата на почетокот на овој месец. За него приоритет е министерството да има реален буџет и затоа наложил до сите клиники да бидат доставени податоци за број на прегледи, трошоци, персонал. Алиу планира да креира нова методологија која ќе се базира на реални податоци, а не на историја на лекување како што е досега. Здравството е многу специфично и не може да креирате буџет базиран на историја 10 години заради демографија, заради нови болести, нов пристап на здравствените услуги и така натаму. И ова мислам дека е главен проблем и прва точка што мислам дека ќе ни обезбеди пореален буџет за наредните години, кога ќе имаме методологија базирана на податоци. Додека се мапира просторот на клиничкиот центар за да се оптимизира паркинг просторот кој во моментов располага со 700 места кои се на располагање на 2500 вработени и илјадници пациенти кои секојдневно доаѓаат во клиничкиот центар Мајка Тереза, со фирмата Лимак е договорено да бидат отстапени 300 паркинг места во трговскиот центар Даймонд кои ќе бидат обележани и 24 часа на располагање на вработените во клиничкиот центар кои ќе одлучат да ги користат и за тоа ќе ги сносат трошоците. Ќе биде дел од таа инфраструктура, ќе биде на располагање на Министерството за здравство. Таму ќе бидат мапирани, ќе имаме табли, кои спратови ќе бидат искористени од страна на вработените во Министерството за здравство. Ќе имате директен договор со компанијата Лимак, така да Министерството за здравство ќе го кошта 0 денари. Кај 15 метри подпорен зид кај детската клиника, за кој веќе една година се договара и преговара кој, како и зошто да го направи. Теренот почнал да се расчистува и ќе биде повлечен 1,5 метар во кругот на клиничкиот центар за да се ослободи простор за поширока улица. Министерот Алиу најави дека на влезот и во кругот на клиничкиот центар во Скопје ќе постави интерактивни информативни табли со цел граѓаните, односно пациентите, полесно да може да се снајдат и да ја најдат клиниката или канцеларијата која им е потребна.